Јас сум учителка Мици, се сеќавате? Денеска имам нешто интересно за вас. Но пред тоа сакам да ве прашам. Дали сте добри? Дали сте умни? И дали си играте? Знам, се шегувам. Знам дека сте многу умни и дека сте расположени. И токму затоа, за денеска ви подготвив една интересна приказна. Но пред тоа, сакам да ве замолам да направиме нешто заедно. Еве, повторувајте по мене. Очите гледаат. Ушите слушаат. Устата е затворена, а главата мисли. Ви благодарам. Со ова, другарчиња, се подготвивме да ја слушнеме и научиме нашата приказна. Еве, оваа приказна се вика Куќата на глувчето Миицко. Ицко бил едно многу убаво глувче. Но Ицко многу сакал да собира отпад. Погледнете што има се наоколу. И Ицко многу тешко се разделуваше од својот отпад. Инаку Ицко, другарчиња, живееше во една многу убава куќа. И кога седеше внатре дома, најмногу од се сакаше да дзирне, да види дали му е тука отпадот. Дали му е тука стариот чевел, дали му е тука старото стаклено шише, кое што може да биде и опасно бидејќи искршено. И едно старо пластично шише дали стои тука. Тука ми е се. Ќе се вратеше внатре и ќе си продолжеше да се игра. Ицко често пати разговараше со својата мајка. И таа ќе му речеше: Ицко, бре, мој мил, зошто, бе, сине, сето ова ѓубре да стои во дворот? Ајде да го фрлиме, не ни е потребно. Не, мамо, те молам. Нека постои уште 2 дена, нека постои уште една недела, мамо, нека постои уште 1 месец и после ќе го фрлам. Ицко, погледни, сине, стои старата чевла, стојат кеси пластични, стојат конзерви, стои лушпа од банана, стои шишето за млеко кога беше многу малецо. Зошто ти се тие? Нека постојат, бе, мамо, нека постојат малку, па ќе ги фрлиме. Но, другарчиња, тој ден за фрлање никогаш не доаѓаше. Да видиме што се случило понатамо. Ицко излезе на шумскиот пат пред својата куќа, кога етеа Мецана. О, Ицко, пријателе мој, што правиш, Што прам? Еве се сунчам на пролетното сонце, а ти, Мецано, што правиш? Јас имам многу работа. Пролете, чистам по дома, луфтирам, бришам прозорци и проедов еден куп пластични кеси и сега ги носам во шумата да ги фрлам. Мецано, немој да ги фрлаш. Еве, дај ми ги мене. Добро, Ицко, кога си запнал. Еве ти ги. Мецана им ги даде сите кеси на Ицко и замина се врати дома. Еј, Лиске, каде си тргнала? Каде сум тргнала? Па сум тргнала, си имам работа. Чистам по дома, суредувам и најдов еден куп метални конзерви. И се разбира, ги носам во шумата да ги фрлам. Лиске, немој те молам, немој да ги фрлаш. Еве, дај ми ги на мене. Добро, бе, ќе ти ги дадам. Стварно не разбирам, што му е на овој шлакнат глушец? Што ли ќе прави со толку метални конзерви? И лисицата му ги даде конзервите на Ицко и си се врати дома.
Еј, Ицко, еве брзам, што си застанал на патот? Чекај, зајко, почекај малку. Што носиш ти? Па носам стаклени шишиња. Во нив ми стоеше порано сокчето од морковче и сега веќе сум ги испил сите и одам да ги фрлам во шумата. Не, немој, зајко. Дај ми ги мене стаклените шишенца. Што ќе ти се тебе, бре? Абе, дај ми ги мене, ајде, врви си под патот, дај ми ги и готово. И навистина, зајко му ги даде стаклените шишиња на Ицко и се врати дома. О, Ицко, пријателе мил, што си застанал на сред пат? Еве тука си стојам на пролетното сонце и си се солчам и си ги чекам пријателчињата да поминат. А ти, Бувчо, што е ова? Како што е ова? Па погледни, ова се сите мои стари листови на кои што сум решавал математика од минатата година. Значи не ти треба, а ти каде ги носиш сега? Каде ги носам? Во шума. Во шума ги носам да ги фрлам, не ми требаат. Бувчо, добро, не ги носи во шума, дај ми ги мене. Ама ти си, бре, Ицко, мал, не можеш да ги решаваш задачите. Добро, дај ми ги мене, нема да ги решавам задачите. Ицко ги зема сите листови стари од Бувчо, а Бувчо се врати дома. И другарчиња, Ицко си седна тука на патот и си размислуваше. Што да направам сега? Што ли да направам сега? И идејата му дојде. Погледнете што направи тој. Отиде во својата стара шупа и таму пронајде 4 канти стари. На секоја канта напиша различно. На едната напиша пластика, на другата стакло, на третата хартија, а на четвртата метал. Еве со четката уште ја дообојуваше кантата за метал. Ќе брцне во својата боја, шлоп, и оп, ќе ја намачка. Почека да му се исушат кантите, а потоа сите отпадоци ги ставаше на свое место. Металните работи ги ставаше во кантите за метал. Тие од хартија во кантата за хартија. Тие од стакло во зелената канта за стакло, а пластичните шишиња и кеси ги смести во кантата за пластика. Потоа секоја канта ја истера на патот на кај шумата и ги нареди сите 4. Леле, колку беше горд, вака се испрчи целиот како некој дека ќе му стаи еден медал и си помисле колку ли сум умен ова што го направив. Да видиме што се случило понатамо. Еј, Мицено, каде си тргнала пак? Ми остана уште некоја кеса и одам да ја фрлам во шумата, или тебе ти треба? Не, погледни, сега имам една задача за тебе. Ајде, погледни ги кантите. Ајде, види, твојата кеса во која канта треба да оди? Метал? Не. Хартија? Не. Стакло? Не. Во пластика! И меца на кесата, ја стави во кантата за пластика. Ицко беше многу среќен и така насмеан ја пречека и лисицата. Лиске, каде одиш, Лиске? Леле, бре Ицко, 100 пати ли ќе ти кажувам, чистам дома и ми остана уште една лименка и си викам, ќе одам да му ја дадам на Ицко. Види, Лиске, погледни што сум подготвил, погледни ги кантите, ајде погоди, твојата метална конзерва каде треба да дојде?
Чуo sam. Пластика? Не. Стакло? Не. Хартија? Не. Еј, во метал, бе, Ицко, во метал. Така е, Лиске, така е. И Лиска, оп, својата конзерва ја стави во кантата за метал. Ицко подскокнуваше од среќа, ете го и Зајко трча со уште едно стаклено шише. И Ицко му вели: Зајко, сврти се, ајде шишето твое каде треба, во која канта? Па се разбира, во стакло, рече Зајко. Одлично, браво Зајко, а потоа дојде и Бувчо со уште неколку листови стара хартија и тој веднаш погоди дека листовите треба да ги стави во кантата за хартија. Другарите беа многу среќни, а Ицко беше најсреќен од сите. Сега, нивната шума, другарчиња, ќе биде чиста и прекрасна. Нема да има ниту едно ѓубренце кое што ќе ја загадува. А сите овие шумски другарчиња, заедно со Глувчето Ицко, ќе можат да си играат во шумата. Браво Ицко, ти честитаме и силно ти ја стегаме раката. Браво Ицко, браво! А сега, другарчиња, пред да продолжиме, сакам да ве почестам со едно вкусно, топло, чоколадно млеко. Ова е волшебно чоколадно млеко. Ќе не смири и ќе ни помогне да продолжиме понатамо. Еве погледнете, еве вака, овдека, погледнете ја шолјата со чоколадно млеко. И сега на почетокот, ајде да го помириснеме заедно, да вдишеме. А потоа, ајде пак да вдишеме, да го помирисаме. И да издишеме за да го оладиме. И ајде заедно уште еднашка. Вдиши. Издиши. Колку е сладко. Знаете, ова не се пие неколку пати во денот. Еднашка може да се пие. Мора да внимаваме и на здравата храна. Браво, мили мои. И сега имам неколку интересни задачи за вас. Ајде да ги погледнеме. Оваа задача, најтешка, да повториме што научивме со Глувчето Ицко. Видовме дека отпадот треба да се дели на различни места. Тоа се вика сепарирање. Ние ќе си го запамтиме како делење во различни канти. За метал, за хартија, за стакло, за пластика. За жал, на нашава планета, погледнете ја позади, на нашава планета, не се сите луѓе умни и не знаат сите да го делат отпадот, туку го собираат се на еден куп, а тоа така не оди. За да биде планетата здрава, за да и ние живееме на нејзе среќно, треба да научиме како се дели отпадот. А нас Ицко ни помогна многу брзо и лесно да го направиме тоа. И сега, другарчиња, ајде една задача за дома, за вас и за вашето семејство. Погледнете, вели домашен мал екологист. Утре наутро, кога ќе се разбудите, другарчиња, малце низ дома така прошетајте и погледнете налево, надесно, во некое ќоше, да не има оставена стара хартија или некои пластични шишиња или друг некаков отпад, а потоа со мама и тато нека ви помогнат, направите 4 различни кутии во различни бои, за стакло, за метал, за пластика. И другарчиња, потоа отпадот ќе го разделите во различни кутии. Ете, ако го направите тоа, вие сте веќе мали екологисти. И сега интересна задача уште една. Погледнете, вели, направи еко-волшебен двоглед. Двогледот многу лесно се прави. Со 2 картончиња од тоалет хартија ќе го обоите со зелена боја, може и со друга, и потоа застанете позади прозорецот
со мама или со тато и вака наместете го двогледот. Внимавајте, ние сме сега еко-детективи. Можеме да видиме дали некој чичко фрла отпад тамо каде што не му е место. Дали го дели така како што треба. Браво, другарчиња! И уште една задача. Што можеме да направиме од отпад? Еве го. На мама ќе и побарате од таблите за јајца да ви скине малку. Ќе обоите во боичка каква што сакате, ќе ставите 2 цевчиња и нашиот брод е спремен. Толку за денеска, мои другарчиња мили. Мислам дека ви беше интересно и наскоро се гледаме. Ви испраќам бакнеш.